Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/5, 17/8, 8/19, 14/20, 19/25/21, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација на Советот на општина Битола за ден 19.12.2023 година, денес, вторник, со почеток од 9 часот со предлог на следниот дневен ред. Една единствена точка на дневен ред, програма за активности во областа на спортот и младите во општина Битола за 2024 година. Ја ставам точката на гласање. Кој е за овој дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Пред вас ги имате и, мислам, добиени ви се на мейл и програмата за 2024 година и ги добивте и барањата од кошаркарскиот клуб Пелистер и од фудбалскиот клуб Пелистер. Како еден вовет. Процедурално може малку? До вас? Да. На едниот документ стои дека е пуштено од општина Битола на 27.10. И зошто денес го добиваме дури? Последен месец скоро. А другиот нема ни дата кога е стигнат. Ако може да ми кажете кога е стигнат и вториот документ и зошто 27.10. дури денес е до нас стигнат советниците. Бидејќи вие образлагате, вас ве прашувам како председател на комисија. Јас не ни почнав да образлагам. Ни кажавте што имаме добиено. Јас не ни почнав со образложувањето. Ни кажавте Откаде што знаете имаме дека јас ќе добиено. образложувам? Значи ни кажавте што имаме добиено. Пред нас- Јас ве прашувам зошто. Јас кажав пред нас ги имаме. Колега, не мора да ми викате да сте Не, нервозни. викам, Ве колешке, прашувам зошто, ако не знаете вие, некој друг да Не ми знам, ќе одговори, прашате зошто до еден месец. Тоа прашање е до администрацијата ќе. Значи вие како председател треба да се потрудите за материјалите. Тоа прашање, колешке, до зошто администрацијата. Значи не може да ми влегвате во збор кога ми давате збор. Прво треба да внимавате не кога ви- сте прв- председател, треба да му дајте збор на тој што ви бара збор. Ајде повелете. Па ви кажав, не можем да ви кажем од што ми влегвате во збор. Кажете ми зошто на едниот има дата 27.10. Ни го давате денес, а на другиот немате дата кога е стигнат до општината. Тоа прашање до администрацијата ќе го поставите. Не до мене. Продолжуваме натаму. Програмата за активностите во областа на спортот и младите во општина Битола за 2024 година е правена врз основа на основните одредби од Законот за спорт, Законот за младинско учество и младински политики и Законот за локална самоуправа. Во областа на спортот надлежностите на општините во смисла на овој закон се: развој на масовниот спорт и рекреативните активности на граѓаните, опфатен во програмите на спортските и спортско-рекреативните клубови во реализација на училишниот и студентскиот спортски систем, спортот за сите, особено спортско-рекреативните активности на лица со посебни потреби. Организирање на спортски приредби и манифестации, поддржување на системи на превари на општинско ниво во одредени спортови категории, поддржување на традиционалните спортски надпревари и манифестации од национален и меѓународен карактер, поддржување на училишниот и студентскиот систем на надпревари, системот на манифестации и форми на надпревари за лица со посебни потреби, како и масовно спортско-рекреативните активности на граѓаните. Одржувањето и изградбата на објекти за спорт, утврдување на мрежата на спортските објекти, нивно класифицирање, одржување, користење, опременување, планирање и изградба на современи спортски објекти, определување на рекреативните зони за масовно спортување. Поддршката и напредувањето на спортот, спортските клубови и професионалните спортски клубови, регистрирање на подачјето на општините. Поддржувањето на општинските сојузи како највисока форма на организирање, искажана во сублимирање на активностите и потребите на спортските клубови на подрачјето на општината, обезбедувајќи просторни, материјални и кадровски услови за нивно функционирање. Спортот е дел и од уставот, каде во член 47 став 5 се вели дека Републиката ги поттикнува и помага техничката култура и спортот. Следствено на тоа, спортот треба да биде непроменлив сегмент од развојот на секоја генерација. Програмата за активностите во областа на спортот и младите во општина Битола за 2024 година е направена врз основа на Законот за младинско учество и младински политики. Цел на овој закон е да се обезбеди креирање и спроведување на политика на млади на сите нивоа преку повеќе секторски пристап, поаѓајќи од потребите и интересите на младите. Заекнување на учеството на младите во процесите на креирање на политики за млади, активно информирање, промоција и заштита на интересите на младите, како и заекнување на свеста за важноста на младите и нивната општествена улога. Промовирање меѓу генерацијско партнерство за поддршка на учество на младите во процесот за донесување на одлуки и политики,
Подршка и напредување на младинското организирање, поттикнување на структурен диалог на национално и локално ниво, поттикнување на волонтерство, младински активизам и младинската работа и поттикнување личен, професионален и социјален развој кај младите. Спортските надпревари и манифестации ги организираат и реализираат спортските клубови, здруженија и национални спортски федерации. Спортските манифестации може да организираат и други правни лица што вршат дејност спорт, физички и правни лица, установи и предпријатија во областа на воспитанието и образованието, гостителство и туризмот под услови утврдени со Законот за спорт. Вреднувањето на доставените програми се одредува врз основа на остварени спортски резултати, клубови кои што се надпреваруваат во највисоките лиги на надпревари или клубови кои што имаат индивидуални спортисти со остварен висок пласман. Прво, второ или трето место на официјалните европски и светски првенства. Бројот на учесници во активности или манифестациите во поднесените програми и проекти, број на жени кои се вклучени во спортските активности, број на лица со посебни потреби кои се вклучени во спортските активности, број на земји учеснички, манифестацијата да е во календарот на Спортската федерација и манифестацијата е во календарот на Меѓународната спортска асоциација со статус и категорија на меѓународен надпревар и слично. Програмата за активности во област на спортот и младите во општина Битола се определува со усвојувањето на буџетот од страна на Совет на општина Битола со вкупна вредност од 81 милион денари од општина Битола. Или поставки, објавување на јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола за спортски здруженија 2 милиони 900 илјади денари, објавување на јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на општина Битола за индивидуални спортисти во вредност од 900 илјади денари, спортски приредби и манифестации од локален, регионален, национален и меѓународен карактер со цел зачувување на континуитетот на вакви манифестации со 1.400.000 денари, манифестации од особен интерес 100.000 денари, хуманитарни манифестации 100.000 денари, општинските училишните лиги кои се формираат со единствена цел за масовност и поголема застапеност на учениците во лигите со 300.000 денари, поддржување на активностите и проектите на спортски клубови и здруженија кои што работат со деца и лица со посебни потреби со 300.000 денари, програми, проекти, активности и манифестации кои не се опфатени со претходни позиции во програмата за активности во областа на спортот, а кои со својата актуелност, атрактивност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмските цели во областа на спортот во општина Битола со 200.000 денари, организација на трибини, курсеви и презентации кои континуирано ќе овозможуваат активно вклучување на младите во процесите на донесување одлуки и младинско информирање 550.000 денари, финансирање на младински центар со 950.000 денари, програмите, проектите, активностите и манифестациите на локалниот младински совет со 100.000 денари, студентски практиканти ангажирани во општина Битола и јавни предпријатија со 500.000 денари, општина Битола исто така ќе поддржува активностите и проектите за планинарските и скијачките спортски клубови и здруженија со 1 милион денари, набавки и поставување на спортски реквизити и опрема на отворени и затворени спортски терени 500.000 денари и на крајот доаѓаме до професионалниот спорт или ФК Пелистер 25 милиони денари, КК Пелистер 25 милиони денари, ракометниот клуб Пелистер 18 милиони денари, женски клубови 1 милион денари, дополнителни активности 200.000 денари, активности за лица со попреченост 300.000 денари и младински проекти согласно стратегијата за млади 550.000 денари, или некаде доаѓаме до вкупна сума од 81 милион денари. Тоа беше накратко подставки. Имаме представници на јавната администрација. Ако имате прашања, повелете. Колешки.
Прво сакам да добијам одговор на прашањата кои ги поставив на почетокот. Значи, првото прашање е зошто од ФК Пелистер е добиено на 27.10, а Советот го добива дури денес. Второто прашање се однесува на вториот документ кој ни го дадовте, на која дата е стигнат. Од кој ќе ми одговорите, имам и други прашања. Може јас отпочнам? Значи, подготовката на програмите започнува негде во октомври месец. Тогаш почнува и форумите на заедниците и од тие причини се добиени овие податоци од страна на двата клуба. Беа побарани за сите три клуба да ни достават колку се реалните нивни трошоци нели за 2024 година. Двата документи се добиени тогаш, крајот на октомври. Не, јас прашувам зошто до нас не се доставени. Не беа доставени бидејќи овие беа за потребите на подготовката на буџетот, како да ви ние кажам. немаме право да ги видиме. Не дека немате право, мислевме дека немаше ни комисија да ги доставиме. Ете ги доставуваме денес затоа, кога се разгледува програмата за 24. Да. Слушнавме дека буџетот на програмата е 81 милион. Мене ме интересира колку милиони имате проектирани за спорт во предложениот предлог буџет. И вчера имавме дискусија, еве и за награѓаните да им е јасно, во предлог буџетот проектирани за спорт се 14,5 милиони, но овој предлог на програма е условен со измена на програмата за развојни планови за 2024, 2025 и 2026 година. Доколку се направат измени во програмата за развојни планови, што се секако согласно законот можни, тогаш не само оваа предлог програма, туку и останатите предлог програми ќе можат да претрпат измени. Доколку истото не се случи, што е сепак право и обврска на Советот, но пред се е право да измени нешто или да не измени од она што е важечко доставено, во тој случај ќе останат тие 14,5 милиони денари како средства кои што се предвидени, кои што колку ќе бидат доволни или колку нема да бидат доволни, тоа е предмет за некои други дебати, но фактите се овие не може да се изменат. Повелете. Да, точно. Вие како административно лице тука ни кажувате дека треба да промениме одлука која овој совет ја донесла едногласно и дека таа програма која ние не сме ја донесле едногласно ќе бидеме криви ако не ја измениме. Меѓутоа убаво кажавте, тоа е некоја друга тема. Вкупниот износ кој го барат професионалните клубови, колку што видов, може да ми кажете точно колку бараат ФК и КК, ова за годишно? Колкави се нивните барања според овие два документи кои ги добивме? Колку бара КК, колку бара ФК? Значи, за ФК имате детално 49 милиони, купниот буџет кој што го побаруваат, имате по месеци, значи, кои им се побарувањата, кои се исто така ги имат тука трошоци, значи, поделени им се за... Значи, тие ни барат 49 милиони, да, ние со програмата му даваме 25 милиони. Да. Така? Да. А КК Пелистер? КК Пелистер, значи, тука е значи договорот кој што го имаме со нив, склучено, за 2024-2025, тоа е 250.000 евра. И имаат долгови, значи, кои што и тие самите велат дека сега изнесуваат 5 милиони, меѓутоа постојано им стигнуваат нови побарувања, така да таа бројка може да се промени. Значи, затоа и нив 25 милиони. А 18 милиони за Еврофарм? Еврофарм, значи, договорот ни е 15 милиони, 23-24 и трошоци кои што настарае со нивното влегување нели во Лига на шампион. Добро. Дали од ова година со носењето на ребалансот останаа неисплатени средства на здруженија на граѓани по јавен повик? И колкава е сумата и зошто истите не се платени, бидејќи ние кога носевме ребаланс прашавме дали парите кои ги носиме се доволни? Тука имаме, значи, во А0 ставката, ке јавниот повик, гледате Не, јас ве прашувам зошто ова година не се исплатени? Пошто немавме доволно средства и ги преферли... А зошто немавте доволно средства? Недобро имавте израчунато кога носевме ребаланс, бидејќи 3 пати прашавме дали овие пари кои ги носиме се доволни. Зошто не се исплатени парите? Немаше доволно средства, не ги исплативме. Значи, неточно израчунал некој во администрацијата?
Мене ме интересира зошто не се исплатени. Ние сме донесле одлука онака како што побарала администрацијата. Дека не се исплатени и треба да се исплатат во следниот период. Повикани беа здруженијата на граѓани, беше објаснета ситуацијата без никој да се обвини, значи ниту совет, напротив, беше објаснето како стои цела Не можете состојба. да го обвините советот, донесе одлука советот. Кажав дека не беше никој обвинет. Значи немојте ме влегувате во збор и немојте да ги интерпретирате моите зборови како вие што сметате дека треба да ги интерпретирате. Прва работа. Беше објаснето на здруженијата, беа склучени анекси со кои што општината зеде обврска до средината на 2024 да исполни финансиската обврска спрема нив со услов истите да ги реализираат манифестациите кои што ги имаја предвидено за реализација. Пак ќе повторам. Зошто нас како совет не ни кажавте дека не стигаат пари и тие пари не биле предвидени и не се исплатени? Шо ако тие здруженија тужат? И мене не ме интересира какви анекси има, мене ме интересира зошто нешто што сме изгласале не е реализирано. Прво не сте изгласале за да биде Па не сме реализирано. изгласале заради тоа што некој не ни кажал дека не стигаат пари, иако 20 пати прашавме. Дали некој кажал или не кажал, не можам да интерпретирам, но ќе кажам дека многу работи тука беа кажани и вчера во делот на развојната па не признавате дека биле кажани, така да безпредметна би била понатамошната дискусија. Може да кажете дали го прифаќате тоа да сукцесивно се исплати или не го прифаќате во момент што е дадено како предлог. За жал, вие како администрација не можете да ми кажете јас што смеам да кажам овде и што смеам да побарам и што смеам да гласам или не. Ваше е да ни доставите документи. Јас само сакам да кажам за јавноста дека ние сме изгласале средства, онолку колку што побарала општината, општината не ги исплатила. Друго, се што ќе се каже надвор од ова, не држи вода. Јас можам Други да кажам, прашања немам. Јас можам да кажам дека овие се основани манипулативни обвинувања, меѓутоа вие сте политичар, еве ние сме администрација, го имате секое право. Точно. Благодарам. Може јас? Други прашања? Јас. Повели ме. Што се подразбира под ова 950.000 денари младински центар? Значи, согласно Законот за млади, имаме обврска како општина да издвојуваме 0,01% од буџетот на општината за поддршка на младински центар. Затоа се тие 950.000 денари, значи за функционирање на младинскиот центар, кој знаете е лоциран во урбаната заедница Велко Влаховиќ. За програмски активности на тој младински центар. Океј, прв пат гледам во програмата и ме интересира од кај дојде идејата и која е намерата. Спортски објекти, спортски, планинарски и скијачки клубови 1 милион денари, за што би значеле овие средства и која е визијата на креаторот на програмата овие средства тука да се? Значи, ваква беше и минатата година и овие средства поглавно одат за реконструкција на планинарскиот дом Копанки. А до кај сме таму со тие 4 милиони денари што дав минатата година? 6, имаме 4. 6 бе? За дел од средствата имаме извештај. Извештај редовно испраќа планинарскиот клуб, ќе ги доставиме исто и до советот за како се реализирани и до каде е динамиката во однос на тоа. Инаку всушност директно средствата кои што беа изгласани и со буџетот и со ребалансот за поддршка на планинарски и скијачки спортови се всушност за поддршка генерално на активностите на ПСК Пелистер, а тие ги лоцираат во реконструкција на планинарскиот дом Копанки. Добро, и едно, мислам дека е многу битно прашање во однос за ова програма. Океј, значи ќе ни ги пратите тие извештаи да ги видиме, чисто. Гледаме реално доста висока сума на финансиски средства за фудбалски и кошаркарски клуб. Добивме некакви си извештаи тука од двата клубови, барање за финансиски средства за наредната година. Моето клучно прашање е во оваа ситуација сега. Дали ако се одлучиме да ги доделиме како вакви финансиските средства, тие би биле доволни или пак ќе се доведеме во некаква си на крајот од годината ребаланси и слично.
Дали овој пат добро ќе испланираме или пак ќе дојдеме во месец август, септември да се натегаме, треба да му дајме уште милиони, уште 2, уште 3, уште 5. Оти ако речеме дека тоа е тоа. Ако не, да знаеме што не очекува. Дали може некој да ми одговори на ова? Вака, со оглед на искуството од минатата година, иако немав можност јавно да кажам дека беше најавен потенцијален недостиг на средства во професионалниот спорт, ќе кажам тука за јавноста, за после се доведеме во ситуација дека лошо сме планирале и тоа ќе го земаме на администрацијата. Оваа година, за да не се доведеме до таа ситуација, јавно кажуваме дека треба да испланираме средства кои што ќе бидат доволни, не по секоја цена се потрошат, зашто да не може со дел ребаланса кој остане вишок како од други ставки што алоцираме нели во трет квартал од годината и секогаш имало ребаланси, да ги реалоцираме средствата, но подобро е да испланираме повеќе средства на почеток на календарската година со цел да се исполнуваат обврските и клубовите можат напречено да функционираат. Минатата година, заради другиот вид на планирање, односно се стави приоритет на други ставки, се испланира помали средства за професионален спорт и бевме сите доведени во непријатна ситуација, а и нас како администрација ни беше тешко да објасниме зошто требаат дополнителни средства. Значи, овие се добиени на база на извештаите кои што се доставени и кошаркарскиот и фудбалскиот клуб за жал се уште има заостанати долгови. Не би сакал да влегуваме во дебати, сме дебатирале многу наназад во тој дел, иако тоа треба јавно и транспарентно да се види, но тука се кај фудбалскиот клуб и реално напишани потребите. Значи, ти си човек кој што доаѓа од спортот, тука дел луѓе имаат и навистина допирна точка или биле професионални спортисти, не се без причина дел од оваа комисија. Доколку фудбалскиот клуб се пласира во прва лига, многу природно ќе биде дека ќе треба да има поголем буџет месечен за плати. Инаку ќе се случува истото што му се случува сега на ФК Вардар или некои од другите клубови кои што се пласираа во погорна лига. Че ти ќе влезеш таму да се надпреваруваш, доколку немаш доволен буџет, ќе бидеш на дното и повторно истата приказна ќе се движи. Не велам дека општината треба сама да продолжува да го финансира и со лукави износи, но тоа е реалната слика во моментот. За ракометот, бидејќи се доби прашање зашто се поголеми средствата, природно поголеми се обврските и трошоците за да се надпреварува во Лига на шампиони, отколку во било кој друго европско надпреварување прв пат после 18 години сме таму. И од тие причини и таму се зголемени средствата кои што потенцијално би требало да се одвојат доколку се прифати предлогот или независно се видоизмени. Не знам како да кажам, под прашање нека биде. Две, тоест. Прво, дали со овие средства кои ќе му ги дајме на кошарката и на фудбалот, ќе дојдеме на некаква си позитивна нула со тие некои стари долгови. Тоа е многу битно. Апсолутно дека да. Значи, во кошарката долговите кои што се останати се некаде околу 5 милиони денари, но има два судски процеси кои што се во тек и во моментот не се знае реалниот исход, но подобро се испланираат средства за тоа да може да се анулира. Во фудбалот со сите заостанати обврски кон доверителите се подпишани спогодби на повеќе рати, така да со овие средства од една страна ќе може непречено да се сервисираат тековните месечни обврски, од друга страна да се санираат и заостанатите долгови кои што се влечат по неколку години. И докај стигнавме минатата година со реализацијата, колку од прилика пари потрошиме за спорт? За поднос на оваа програма? Бидејќи на крај година претпоставувам имате некаква математика. Имаме. Значи минатата година потрошивме 72 милиони и 700. Тоест ова уште. Да, ова, да, се извинувам. Да. Од кои, значи, ставката за 72 милиони 154, од кои 62 милиони 350 за професионален спорт, како што нели по клубови са, имав пресметката меѓутоа.
за копанки 3 милиони, за женски здруженија и велосипедското здружение 2 милиони и 200, за младинскиот центар 600.000 денари, за Општинскиот сојуз на спортови 390.000 денари, Општински сојуз на училишен спорт 600.000 денари и разни трансфери имавме тука некои ситни здруженија 400.000 денари, можам точно од картица да кажам. На јавниот повик беа потрошени 2 милиони 270.000 денари, тој е повикот кој што го Комисијата за млади и спорт одлучува. Студентска пракса 500.000 денари, за реквизити, спортска опрема и реквизити во моментот ќе се исплатат уште 284.520, 200.000 денари и 200 беа веќе потрошени. Се потрошени ствари, значи сега ќе се доисплата до крајот на годината и од градоначалник 100.000 денари. Фала, толку е само прашање. Благодарам. Петар Повели. Здраво на сите. Имам прашање во врска со програмата за локален младински совет, зошто таа програма не е како посебна програма направена, односно е дел од програмата за млади и спорт, и како што имам информација според закон, финансирањето на локалниот младински совет изнесува 0,1% од основниот буџет на општината, па имам прашање до општинската администрација колку е 0,1% од основниот буџет. Дали тоа се само 100.000 денари? Тоа е за центрите, 0,01%. За локалниот младински совет. А искрено да ви кажам, локалниот младински совет ни јави средства ги нема искористено ова година. Само тоа ќе ви кажам. Значи во моментот се соочуваме со недобра, значи во моментот советот не ги искористува овие средства. И сега сме во фаза на избор, нели им поминува мандатот на нови. Изгласавме на минатата комисија формирање и предлагам да се смени ова ставка. Прашање. Ајде, Прво, здраво на сите. Ме интересира од буџетските форуми, 4 кои што беа, имаше многу барања делот на спортистите. Може да ми посочите барем една која е метната во програмата за спорт? Универзитетскиот спорт, училишниот беше, представниците, голем дел беа за реализација на манифестации, тие се во спортски манифестации и во дополнителни активности, и во млади. Вака, пошто спомнувате спортски манифестации, знам дека барем едната традиционална манифестација беше тениското, така? Да. Ви повара 600.000 денари. Ви стигат парите? Вие велите ги вметнавме. Ама сумата на пари дали одговара? Значи, тие ќе достават своји барања, дали тој ќе преку јавен повик или пак ќе доставуваат барања до самата комисија за евалвација и согласно тоа ќе се евалуират и ќе им се дават средствата. Одговорот е не ви стигат спрема она што е барањата. А то дали ќе пуштат, значи повик не можете за традиционален тениски клуб да... Традиција е то. Не може традицијата 4 ноември Битола да ја прави 4 ноември Скопје. Така, тоа ви е нелогично и не е компетентно со тоа што го имате во програмата. Тоа е факт. Понатаму. Значи не само тоа, за женски клубови колку имате во буџетот? Да. 1 милион денари има за сите женски клубови. Колку потрошивме минатата година? 2 милиони само за 4 клуба. 2 милиони само за 4 години. Ава планираме 1 милион. Добро планираме или лошо? Председателе, значи се реално констатации и политика, тука администрацијата. На седница на совет може да се дискутира дали е добро или лошо планирањето. Се извинувам. Добро. Дали е добро или лошо планирањето, ќе има можност сите советници тоа да го кажат и имате можност да го проверите. Ако учествувавте на буџетските форуми, знам дека на еден бевте присутен, не знам дали се подпишавте, бидејќи ве немаше во списокот. Не, во списокот не постои името Борче Корлевски. Ви дам слика. Процедурално, значи председателе, како председател на совет, морам да реагирам до вас дека имате политички говор од човек кој работи во администрација. Јас не велам дека колегата е во право, меѓутоа не смеете да дозволите администрацијата да има политички говори. Барам 10 минути пауза. Значи ве молам само прашања и одговори. Без дебати, да ќе дебатираме на седници.
се извинувам. Значи ве молам моето процедурално да го земите во обзир. Ова се однесува за секој. Утре и за Земене вас во може да обзир, биде. опоменати се, И ве земено во молам обзир. 10 минути пауза. 10 минути пауза. Може да продолжиме? Благодарам. Повелете, колега. Мое размислување не е битно, ќе разговараме да ставката за женски спорт, согласно дека имаме прволигашки екипи, че зборувам пред се одбојката и ракометот, ќе треба да добијат повеќе финанси, бидејќи ако ги споредиме со другите останати женски екипи, бидејќи има во градот многу мала финансискиот доем. Меѓутоа, тоа е веќе нешто што ќе треба да дебатираме настрана и останатите лицата со попречености, значи мала е финансиската според мене конструкција, училишниот спорт. Меѓутоа, тие доеми, ајде да не навлегуваме во дебати, лично мое размислување и гледиште, ќе зборам настрана. Мене ме интересира вака. Прво со ракометниот клуб Пелистер информација што правиме. Знам дека договорот истекува. Ќе го продолжуваме, нема да го продолжуваме, имаме некоја информација до администрацијата? За ова, за сорокометот, Те во разговори, за знаеме што планираме. че ракометната платформа се покаже како успешна, ги донесе резултатите. И секако дека ќе треба тука и советот да гласа, значи во тоа име никако не би можел да зборувам, меѓутоа логично е да се продолжи соработката која што се има со собственикот, всушност доминантниот собственик, и за следен период. Меѓутоа, конкретните разговори кога би се воделе, ќе треба да има целосна инволвираност и од страна на Советот како тело кој што ќе треба да донесе конечната одлука, а секако и од страна на градоначалникот и другата страна, односно собственикот, доминантниот собственик на клубот. Знаете зошто го прашувам ова? Еве го извештајот, да речеме, или барањето од кошаркарскиот клуб Пелистер Битола. Велевме дека кога склучувавме договорот, дека е нешто малтене на ракометната платформа. Меѓутоа, работите се измене. Значи, нашата обврска како општина Битола беше да дајме 250.000 евра или 15 милиони денари, исто како на ракометниот клуб што им дава. Добро. Според договорот, Task Force или фирмата, која што тоаш беше како коправител, не знам, сега вика генерален спонзор е, пошто 100% собственост има општина Битола се уште, треба да исплати 100.000 евра на 10 месечни рати да го раситни ваучерот. Сега имаме нова ситуација во која што според Агенцијата за млади и спорт и донесената одлука и на владина седница, ваучерите ќе ги раситнува државата, односно ќе одлучува таа за фирмите. Бидејќи наше ваучерот на општина Битола не е на Task Force на КК Пелистер. Идеме до една ситуација каде што општина Битола за кошаркарскиот клуб Пелистер ќе одвојува околу 400.000 евра, а спонзоро 100. Сега, каква ќе биде импликацијата спрема ракометната платформа, можам само да замислам, бидејќи е малце несоодветно околу таа работа. Вика, клубот за оваа надпреварувачка сезона му се потребни 2,8 милиони денари месечно. Ова е премногу, иако велат дека не ги надмашува средствата, 3.050.000 евра месечно. Не знам дали предходни сезони го имало, може би со се спонзорства и така натаму, меѓутоа за општина Битола е многу. Сега, тоа за кошаркарскиот клуб, видете го, размислете го, бидејќи ова барање
во програмата, бидејќи размислиме на вистина, бидејќи раситнувањето на ваучерот и моделот на договорот ќе стане безпредметен како обврска за Task Force во кошаркарскиот клуб Пелистер. Додека во фудбалскиот клуб Пелистер имаме друга ситуација. Велат му требаат 50 милиони денари, околу 900.000 евра годината. Добро. Вели, планират дури заплатите ќе се движат во декември 2023 толку, до мај 2024 толку, до ноември 2025 година. Најавивме можна продажба на ФК Пелистер на акции. Тоа значи дека под овие финансиски средства ќе се или трошоци обврски ќе се продава према за општината, бидејќи ако се под овие, не гледам со шо би се слободиле. Шо е стошот? Затоа што ако ние имаме план на вистина добро изработен, колку за подготовки, колку за карантини, хотели, искрани, адвокати, шо ја знам чуда врагови, тоа кажува дека ние однапред се клаваме јамката за ФК Пелистер и да го продајме, велиме, тани обврската. И не вервам дека некој може би ти дал повеќе финансиски средства. Меѓутоа, во втора лига планираме 25 милиони денари и ако влеземе во прва лига 25 милиони денари по полусезона зборам, пошто вкупно 50 милиони денари за 2024 година. Мислам дека и ова е нереално. Влезот во прва лига значи повеќе финансиски средства. А досега работењето во втора лига значи помалку финансиски средства и помалку обврски и спрема играчи и спрема трошоци. Единствено само премиите и наградата за влез во прва лига која што е планирано. И прашањето е што не дај Боже што ако не се исполни планираното. Кој ќе ја сноси одговорноста, бидејќи сепак навистина мислам дека во професионалниот спорт јас најмногу би сакал тука да има потрошени финансиски средства, меѓутоа ако ги гледаме разликите, мислам дека одовме предалеку. 60 милиони денари имаме за професионален спорт, а за другите премалку. Дали како општина можеме да си го дозволиме? Мислам дека не. И мораме да одвоиме финансиски средства, пак ќе речем, за останатите клубови. Имаме олимписки, параолимписки шампион во стрелаштво. 200.000 денари се за лица со попречености. Имаме женски клубови кои што имаат по 200 деца и повеќе. Вкупно за сите три клубови, 4 колку и да се женски, 4 или 5 имаме милион денари. Тоа значи по нецели 200.000 денари. И тоа се битолчани, наши деца. А овде збораме 60 милиони и се согласивме кога правевме ребалансо. Се да помени, меѓутоа нека биде ова крај, да знаеме во иднина која ќе ни биде целта. Не знам, ако се согласите, да не биде дека ни опозиција, ни власт, мислам дека колку што е можноста на општината. Барањата се едно, да, се согласуваме на фудбалски и на кошаркарскиот клуб Пелистер. Значи не е тука ништо спорно околу таа работа, меѓутоа можностите на општината мислам дека ќе биме некоректни спрема нашите битолчани. Има други барања на тие форумски сесии, имат други барања, клубовите кои што се гледаме секојдневно без оглед се на форумските сесии или не се форумски сесии, меѓутоа
цела година гледаме дека ни постигнуваат барања. Не можеме да пристигнеме и со здруженијата на граѓани, кои што прават настани, реализираат активности во текот на годината, а се премалку финансиски средства према нешто што е навистина професионален спорт за една општина Битола. Треба да се договориме. Ако ова година ни е цел ФК Пелистер, мој предлог да влези во прва лига, извинете на другите клубови, ќе ги намалиме средствата. Моje размислување. Ама 3 паралелни клубови, дека можеме да го издржиме, мислам дека се лажиме и дека ќе потрошиме некоректно финансиски средства спрема другите. Може би ќе го сватите како политички говор, меѓутоа ви кажам искрено, долги години сум работел во спортот, значи како спортски работник. Не го клаваме то играчи, професионалци, тоа е нешто настрано од функционирање на клубот. Никогаш не ќе можеме точно колку му се потребни финансиски средства. Навистина. Така да ефектот што сакаме да го постигнеме мора да не знаеме која ни е целта. Ако сакаме да окрениме, еве кошаркарскиот клуб Пелистер, АБА 2, сака да влези во АБА 1, дајде да финансираме таму. Навистина треба да знаеме што ќе од година во година. И оние што се ова порака е навистина не е само не до граѓаните, туку до општината. Знаат колегите, има колектив, не знам, Црвена звезда, Партизан и останати кои што имат и кошарки, и ракомет, и фудбал и така натаму. Не вложуваат идентично во сите 3 спортови или 4 колку да ги имаат апсолутно. Туку со цели. За општините далеку од ние ми се чини сме единствена општина што вложуваме толку финансиски средства во професионален спорт во Македонија. Зборам во професионални клубови. А мислам дека запоставаме наши клубови без оглед. Овие финансиски средства што ги даваме, само ако одделиме, еве зборам по 5 милиони помалце денари, во фудбал и во кошарка, еве нека биде мој предлог, нека се налитат, то се 10 милиони денари или околу над 150.000 евра, јас ви гарантирам дека ќе имаме шампион во ракомет и во одбојка. Во женска екипи. И ќе имаме 2 шампиони плюс. Сега ако ни е то приоритет, окей, ако не ни е приоритет, нека одлучим. Благодарам. Павел Иборче. Искрено, во голем дел од дебатата се согласувам. Многу од работите што се кажани се така. Само ќе кажам неколку работи и се надевам дека нема тоа да биде толкувано како некоја политика, туку тоа ќе бидат факти. Првата работа, која што мора да имаме во предвид е дека општина Битола е 100% собственик на 2 од 3 акционерски друштва. И тоа додава дополнителна обврска. Тоа нити сум го избрал јас како дел од администрацијата, ниту било кој тука од советниците, бидејќи со промената на законите, професионалниот спорт налагаше да имаме 100% професионален спорт, значи и затоа се формира акционерските друштва. Такво акционерско друштво нели беше ракометниот клуб Пелистер пред ракометната платформа. И од тука како основач општината, односно советот на клубовите, ги превзема и прават и обврските спрема нив. Значи тоа е една од работите која што е важно да се потенцира. Останатите спортски клубови кои што се значајни и кои што точно со многу помали средства можат да постигнат многу поголеми резултати, независно дали зборуваме за женски ракомет, за женска одбојка или за некои од другите спортови, дали е тенис или индивидуални спортови, и секако сите оние други области кои што колегата Корлевски ги спомена, сепак тие се здруженија на граѓани и нивниот статус
формално правен е различен и тоа треба за граѓаните да се каже. Значи, тука зборуваме за здруженија на граѓани кои што ако ги споредиме јавен и приватен капитал, тоа се приватни клубови. Значи, јас сум представник на здруженија на граѓани кои што организира трка во Битола. Представник сум на еден фолклорен ансамбл. Тие се малтене приватни институции. И тоа е така, и тоа не можеме да го смениме. И тука точно, колега Корлевски, можеме да одвоиме 10 милиони и 15 и 20. Но истото како сега што го анализираме во однос на професионалниот спорт, ќе треба многу повеќе да го анализираме и во однос на здруженијата, бидејќи кај професионалниот спорт каде што сме 100% собственици имаме едни права и обврски, онаму каде што сме 25 имаме други, а онаму каде што ќе бидеме 0 имаме трети. Мислам, не навлегам во детали, мислам дека јасно се разбираме во овој дел и сакам само уште нешто да објаснам во однос на кошарката точно. И јас веќе сугерирав дека ќе треба да се направи некој анекс, доколку и Советот тоа го прифати, дека точно делот на ваучерот, мислам дека се уште не е новиот закон донесен, кога ќе се донесе законот и доколку биде како што се најавите дека истиот ќе биде народски кажано раситнуван директно од страна на државата и клубовите ќе бидат приматели на средствата, тој дел ќе треба да се измени. А во однос на средствата кои што се побарени од кошаркарскиот клуб, еден дел, значи помеѓу 5 милиони и 10 милиони денари се однесуваат на заостанатите долгови. Останатото е за месечната обврска. Во однос на фудбалскиот клуб, исто така еден дел се однесува на заостанати долгови кој што е таму представен, но се согласувам дека е навистина комплексно да Општина Битола директно одржува 3 професионални клубови кои што имаат своји потреби и своји барања. И дека тука треба да има една отворена анализа и дебата на многу засегнати страни, не само на буџетските форуми, каде што ја имаше, каде што се дискутира одредени теми во спортот поврзани со потребата за поддршка на професионален или индивидуални или здружени и така натаму, но општината како собственик, заедно со Советот, да дефинира некоја неколку годишна стратегија во делот на професионалниот спорт. Мислам, не би одолговлекувал дополнително, тоа имам да кажам на прашање и констатација. Колегата Корлевски, па може? Значи, кратко. Да, точно е дека акционерски друштва се и ФК и КК Пелистер и ракометниот клуб во кој ќе учествуваме за оглед акциите. Меѓутоа, зедовме за цел, приоритет, да речеме, за Копанки. Ќе предаваме средства без оглед што е здружение на граѓани, за да се изгради од един терец и капитално дело и тоа ќе остане. Сега збораме. Значи, не можам исто да направам некоја паралела, меѓутоа, вели, платата на ФК Пелистер од февруар до мај ќе биде 2,5 милиони денари месечно. Од јули до декември 3,5 милиони, ама вика условот ако се прва лига, по милион денари. Сега. Тоа е предпоставка и нормално спорт. И убаво ни доставиле ти од ФК Пелистер. Ова е условот. Тоа значи 12 милиони денари најмалце плюс ќе треба да додајме. Ако ние тие 12 милиони денари ги вложиме во капитална инвестиција, во било што, да направиме во градот, дали објект, така имаме проблем со гимнастичарите. Гимнастичката сала, се трга човекот, нешто ни штрајкува, ни прави, ни пусти. Со тие 12 ние цела ќе направиме, наша ќе биде општинска и ќе имаме гимнастика. Или па во 2 годишни рати ќе ги исплатиме таа тартан патекаш. И ќе остани за Битола, капитално е. Да, и нешто останува, а ова се потрошени пари на плати. Се збораме за програма за спорт, не збораме ни за ФК, мислам, да, дел се и фудбалскиот и кошаркарскиот, меѓутоа збораме за спорт. Сега како Совет е тежината на вистина на нас во овој момент, затоа што е тешко, вика, овие ни се барањата. Се е окей, меѓутоа, кои се можностите на општина Битола? Наспроти барањата и рековме приоритетите. Да не ја мешам и плюс
развојната програма што ни е терет од вчерашниот ден. Мислам дека треба да си ја намалиме колку што ни е чергата, бидејќи овие барања се добри, меѓутоа или да се потрудиме, не знам, да си дајме рок после првиот квартал овие два клуба да си најдат некој приватен собственик за овие финансиски средства што му ни требаат, или да речеме, извинете луѓе, ние до толку можеме. Едно од двете можности, а финансиските средства доколку ги имаме и доколку можеме, подобро би било да ги финансираме во нешто што ќе остане. Иначе за плати, мислам дека ојдовме предалеку. Секоја година ја креаваме летвата се погоре и погоре и нема да застаниме на ова и ќе претераме. Без оглед дали се работи за приватни здруженија, колеги советници, значи од Комисијата за спорт, да размислиме добро дека не знам колку можеме ова навистина како буџет е добро да го истераме. Зборам о професионалниот спорт. Благодарам. Колешката Габриела. Вака се. Првото прашање ми е во 2022 за ФК Пелистер сме дале 19 милиони 300. Во 2023 за ФК Пелистер сме дале 17 милиони. Во 2024 имаме барање за 25 милиони. Во 2023 ФК Пелистер, јас не следам многу спорт, ама бидејќи во собственост на општината, колку што знаме, втора лига. Значи, збораме за 8 милиони плюс од 2023. 8 милиони. 8 милиони за ФК плюс. Кошарката 2022 26 милиони и 100, 2023 29 милиони, 2024 25 милиони, а во 2024 имаме спонзор. Може јас не ги разбирам многу бројките и може и некој се нервира што прашвам, ама мене ме интересира, како што рече колегата Корлевски, ние се поќе и поќе ја зголемваме сумата, а јас колку што гледам во фудбалот немаме такви резултати. РК имаме договор и таму си е се по договор, меѓутоа 2022 15.800, 2023 19, 2024 18. И то се факти и бројки кои не може никој да ги побие. Мене ме интересира шо ако овие пари не му стигнат, дали следна година, како денес шо велите да ги скратиме улиците, ако ги скратиме улиците ќе бидеме ние криви, ако ги скратиме парите за професионалниот спорт пак ќе бидеме ние криви, ама ако ќе треба да се сликате и да прославувате со фудбалерите, вие одите и то јавно се слави по кај шо ќе се стигне. Второто прашање е до администрацијата. Дали може да ми кажете колку деца се имате, сигурно имате податок, со училишниот спорт колку деца се опфатени и како може ние да имаме 600.000 денари за училишен спорт, значи само за училишен спорт имаме 600.000 денари, а за професионален вкупно од ова сега горе-долу што го кажав, имаме околу 60 милиони, може и поќе. Значи, страмота е пред јавноста за децата да имаме 600.000 денари, а за професионалниот 60 милиони. Ме интересира дали имате податок колку деца опфаќа училишниот спорт. Исто така, ме интересира дали имате податок колкав број на млади луѓе, бидејќи претежно се млади луѓе, имаме во тие женски клубови и здруженија приватни, кои ги нарекуваме, колкав број на млади луѓе се опфатени и на крајот колкав број се опфатени со универзитетскиот спорт, бидејќи заедно вкупно овие три ставки се нецели 2 милиони денари.
Значи имаме 1.000.000 денари женски клубови, 300.000 универзитетски и 600.000 училишен спорт. Ако може да ми кажете колкав број на деца и млади луѓе се опфатени? Повеливач. Благодарам на прашањата. Најпрво во однос на професионалните клубови и сумите кои што потенцијално треба да се одвојат. Апсолутно тие се фактите, тие се бројките, се базира на извештаите и на реалната фактичка состојба која што е доставена. Не мора истото да се прифати во секој случај. Исто така постои простор за дискусија и дебата, нели впрочем и на седницата на Совет ќе се даваат предлози за измена. Се достави извештај од нивна страна во кои што се дефинирани барањата и потребите. Во однос на училишниот спорт, ако веќе администрацијата е посочена како дека треба да ја брани оваа страна или да е во таа позиција, последните 2 години многу повеќе средства и многу поголема поддршка се дава од општината и од Советот на Сојузот за училишен спорт, отколку претходно. Колку млади деца има, секако дека се опфатени сите училишта и бројката е голема, меѓутоа, за да не навлегувам политички, ќе кажам дека во ФК Пелистер мислам дека бројката е над 500 деца кои што тренираат во младинските школи. Значи има еден изразен сегмент младинските и детските школи во тој клуб, исто младински школи има и во кошаркарскиот клуб, иако е професионален, и во ракометниот клуб, каде што објективно голема бројка на деца од нашиот град исто така таму тренираат и еден дел од овие средства, иако се добиваат дотации преку ФОФАМа за работа на младинската школа, исто така се алоцираат за постигнување на подобри резултати, за подобрување на тие услови. Во здруженијата на граѓани, независно во кој вид на спорт се однесуваат, исто така членуваат и учествуваат голем број на младинци, деца, младинки од нашиот град. И факт е дека општината треба секаде да помага и не е спорно дека сите анализи кои што ќе се направат да се во интерес на градот треба да бидат прифатени и од страна на администрацијата и од страна на Советот кога тоа ќе се гласа. Не значи дека овој предлог кој што е доставен е апсолутно праведен за сите, но исто така нема да значи она што ќе се изгласа дека така ќе биде. Че можеме да дебатираме дали треба да добие Општинскиот сојуз за училишен спорт, сојузот на спортови повеќе средства или било која друга област. Сепак, како што каже колегата Корлевски, одговорноста не е мала за да се процени со сумата на средства која што се издвојува, што е она што треба да се поддржи. И само кратко и завршувам во однос на гимнастиката, колега Корлевски, таму имаме раскин на договор за неисполнување на обврски. Значи, нити некој штрајкува, нити некој сам се откажува во таа ситуација, а секако дека е добро тој објект да се подобрат инфраструктурните услови, условите за работа таму. Благодарам. Благодарам, Петар. Имам дополнителни прашања во врска со информацијата од ФК Пелистер за потребните средства. Не знам дали е направен некој превид или ако може да ми појасните доколку имате информација во сите 6 ставки за трошоци. Во 5-тата ставка трошоци разно, кога ќе се соберат споменатите трошоци што се овде, се околу 790.000 денари, а вкупни трошоци разно 5,526 милиони. Месечно се. Значи ова што е во левата колона е месечно, за да се дојде до таа сума, така е. Добро, тогаш вкупните трошоци наидат 49 милиони денари, идат повеќе од 54. Не, значи овие што се, например сметководство, треба да се месечни суми за да се дојде ова, но ќе го проверим. Ако се соберат 36 милиони, 3 милиони, пак 3 милиони, милион, 5,5 милиони, 4,7 милиони, идат 54 милиони негде денари. Ќе направиме проверка за ова. Ќе ги сконсултираме, ќе видиме дали е така.
Добро, тоа ми беше првото прашање. Друго прашање по младинскиот центар, дали имат информација колку средства беа обезбедени оваа година и колку тие средства се потрошени, дали во цело се потрошени? Мислам дека беа околу 600.000 денари, ако не се 600 беа и тие доставуваат извеште, има доставено извеште за потрошените Дали средства. знаете за што се потрошија парите, дали е наведено? За програмски активности можам точно да ви го... Само програмски активности, Да. инфраструктура, нешто техника, купување. Значи, овие средства се... Можам конкретно... Значи, не знам точно што има во извештај, треба да го видам. И на што се должи зголемувањето чисто на 950? Дали има- Согласно, не или требаше по правило да издвојуваме 0,1% за тоа? Општината Јас издвојува колку за имам- младински активности, за младински проекти, значи 0,1% од буџетот за тоа. Сите ќе И одат нивно во младинскиот барање, да, центар? имаме и конкретно барање од младинскиот центар. Можеме, Можеш да го добиеме тоа барање? може. Конкретно сам младински И- центар не го носам само моментално. И трето прашање, дали не видов во програмата, дали одржувањето на велосипедската патека во Смолево байк патеката Не е во оваа програма. Не е во оваа Не програма, е во ама оваа дали од програма. некоја ставка се предвидува? Тоа беше на форумот, да, за Смолево, тоа е во програмата за економски, мислам, развој ставивме. Или во Битно е комунално. ставена, така? Да, да, ја планираме. Фала. Благодарам. Алмир. Здраво на сите. Значи, прво до председател на комисијата, сакам да напоменам дека ова комисија моментално денес е безпредметно што се држи, бидејќи вие како председател на комисија, а и представниците од клубовите треба да се присутни тука, а и вие сте должен да ги известите доколку не сте ги известиле. А и тие не знам како се дозволуваат, пуштиле по 2 ливчи на денес на 10 минути пред комисија. Едното е дека се барат 53 милиони сега поново, не се 49 милиони, како што увиде колегата Николовски, а КК Пелистер ни бара 34 милиони за наредна година. Тоа е се овде гледам наведено, но мислам дека не е во ред пред битолчани и пред нас кои треба или да го одобриме ова, да го гласаме, да не го гласаме, да не дојдат да не образложат. Јас гледам дека тука администрацијата дојдена, представници, тоа е сосем во ред, но мислам дека председателот на ФК Пелистер, кој е назначен од градоначалникот, добива средства изгласани од нас, ги троши парите на граѓаните, треба, мислам да, не мислам, туку сигурен сум и мора да биде тука присутен. И затоа мислам дека ова комисија треба да се одложи, се додека не дојдат тие представници. Безпредметно дискутираме. Овие се големи суми, значи во градот кога ние да не речем немаме континери здрави, кубуриме со камиони нечисти, ние трошиме 53 милиони денари, односно околу приближно 1 милион евра за ФК Пелистер, кој се пофали дека потпиша договор за спонзорство со еден спонзор. Ме интересира колку тој спонзор учествува за наредна година во средства, што добиваат, дали добиваат некоја храна, играчите, било што, некои патувања спонзорира, автобус спонзорира, било што, да ни образложат, да ни кажат, или па можеби може да ни кажат представниците од општината. Значи, мислам дека е ферски, човечки и одговорно да бидат присутни тука. Како што во минатото биле тука присутни, како што вчера можеше да бидат присутни сите директори, а тие што не беа, колегата Бојковски, мислам дека од една градинка директорката не беше во можност да дојди, беше во странство, колегата Бојковски рече на председателката дали може ова точка да се тргне. И точката, ако добро памтам, беше тргната, ќе се разгледува повторно. Да не правиме двојни аршини. Ако биде, за сите да биде исто. Сметам дека мора да се присутни тие представници тука, оти барат големи суми. Потоа ќе дискутираме дали се во ред тие суми, дали се високи, дали може да издржи општината, како што кажа во излагањето и секретарот и колегата Корлевски. Се до тогаш мислам дека и уште една забелешка, мислам ова забелешка за професионален спорт имаме 1,6 милиони, а за училишен 10.000 евра, околу 50.000 денари месечно. Убаво кажа колегата Корлевски, по 1 милион да одвоиме,
од двата големи клубови што ги крепиме, тој училишен спорт ќе добие уште поголема експанзија. А нас, искрено, побитни од децата, според мене, нема. Затоа барам овие точки да се разгледуваат повторно со присуство на представниците од клубовите. Благодарам. Благодарам, колега. Представникот на КК Пелистер е во Мостар и нема да биде тука ради АБА-2 лига турнирот балонот и нема да биде тука до седница. Денес се разгледуваме програмата на општина Битола за спорт и досега не се сеќавам на ова точка кога се расправало за програмата да биле присутни. Да, во право сте, кога ги разгледуваме завршните сметки програмите, посебно на клубовите, тогаш секогаш доаѓаат и тогаш ги покануваме. А кога разгледуваме програмата за 2024, досега нити биле гости, нити сме ги поканиле некогаш, а тогаш да, кога ги разгледуваме, секогаш кога се посебно на точка на дневниот ред, како што беа предпријатијата вчера, тогаш представниците се повикани и доаѓаат. Тоа е точно. И тогаш ќе бидат повикани. А никако не можеме да направиме представникот да дојде на КК Пелистер за ФК Пелистер. Не знам, затоа што го видов и на... Знам дека е отпатуван во Мостар со екипата и до четврток нема да биде присутен до седница тука. Благодарам. Значи, тогаш сакам да информирам битолската јавност дека луѓето кои раководат или кои сакаат да раководат со 1,6 милиони евра, представниците од ФК и КК Пелистер не сакаат или не се присутни кога се дискутираат и да ни кажат како се трошат тие пари и како ќе се потрошат. Значи се зборува за 1,6 милиони евра и сакам битолчани тоа да го дознаат и да видат дека во салата не се присутни. И председателот на комисијата тоа го одобрува и сакам уште еднаш, значи, да напоменам дека сето дека тие не се присутни, јас мислам тоа е мое мислење. Вие можеби ќе се одржите комисијата, ќе изгласате. Безпредметно е да се дискутира. Благодарам. Други прашања? Може пауза 5 минути? Продолжуваме. Благодарам. Со оглед на тоа дека нема повеќе прашања, предлогот на колегата Алмир се прифаќа, ќе бидат повикани представници и комисијата ќе продолжи четврток во 8 часот. Благодарам.